Скопје повторно се гуши. Дивата депонија Вардарище пак гори и ги труе скопјани. Еколошка бомба закана за над 150.000 граѓани од аеродром, Газибаба, кисела вода и цело Скопје. Покрај сите наши предупредувања, апели за итна институционална реакција и нудење конкретно решение. Покрај бурните реакции и протести на граѓаните, власта на ВМРО ДПМН бесрамно молчи и ништо не превзема. Како ВМРО ДПМН да се подбива со граѓаните кои бараат право на живот, на чист воздух и здрава животна средина. Најголеми виновници за загушеното и задушено Скопје се Мицковски и неговите градоначалници Георгиевски и Арсовска. Немаат ниту знаење, ниту решение, ниту пак волја нешто да превземат. Над 150.000 граѓани се трујат 4 години во континуитет поради нив. 4 години неспособната локална власт на ДПМН не успева да реши една дива депонија што шири зараза и смрт. Ова е врв на неработење, негрижа и криминална рамнодушност. СДСМ има конкретно и издржано решение за Вардарище. Итно оградување и заштита на просторот на Вардарище со пристап само за комунална хигиена. 24-часовно физичко обезбедување за превенција од палење на отпадот. На подолг рок, изградба на нова претоварна станица по сите европски стандарди и воведување систем за управување со отпадот. Од собирање до селекција и финално депонирање на дрисла. Бидејќи Советот на град Скопје, каде мнозинството го има ВМРО ДПМН, исто така молчи, преку советничката група на СДСМ ќе бараме итно свикување на седница на Советот на град Скопје за Вардарище. Не може Советот да биде на страна, а скопјани да се гушат, тоа е недозволиво. Мора службите на градот да добијат задача за итно надминување на проблемот со горење на отпадот во Вардарище. Скопјани повеќе немаат време за чекање и лажни ветувања од ВМРО ДПМН. Скопје бара чист воздух.